Сопфатно сексуално образование, програмата почнува да се имплементира во 2015 година во ХЕРА. Претходно изработена рамка за сексуално образование, декларација, каде што 48 организации потпишуваат и петиција и прават притисок, бараат од институциите да се препознае дека е важна оваа тема. И додека дојдеме до овој момент сега, каде што веројатно видовте пред неколку дена се донеса одлука каде што ќе се пилотира сопфатно сексуално образование во училиштата. За додека дојдовме до овој момент, ние активно работевме на терен и не го губевме времето, односно поминавме над 1300 деца, односно млади кои учеа и ги поминаа 7 компоненти на сеопфатното сексуално образование. Јас на кратко би сакала само да ви кажам што е сеопфатно сексуално образование. Сеопфатно сексуално образование подразбира учење за когнитивниот, емоционалниот, социјалниот и физичкиот аспект на сексуалноста. Сексуалното образование започнува рано во детството и продолжува низ адолесценцијата и зрелоста. За децата и младите тоа има за цел поддршка и заштита на сексуалниот развој. Опфаќа 7 компоненти кои се малце модифицирани, се поразлични сега во новиот прирачник, тоа ќе ви го кажа понатаму Бојан. Јас сега ќе ви кажам како изгледаше програмата за неформално образование, односно прирачникот за врснички едукатори. Тоа се 7 теми и се многу важни. Тоа е род како прва, сексуално и репродуктивно здравје, задоволство, граѓански аспекти, врски и односи, насилство и различност. Ова се 7 компоненти, односно еден цел модул од 7 различни теми кои ги опфаќа сексуалното образование и кои младите во еден 3-неделен циклус училишен или викенд едукација ги поминуваат заедно со врснички едукатори. Во последниве неколку години, од 2015 па се до сега, имаме поминато над 20 училишта ширум Македонија. Во последниве 2 години гледаме се повеќе да дисперзираме програмата и да ги посетуваме и другите градови. Одиме по рурални и урбани средини, поминуваме училишта кои се од со различни етнички припадности и националности. Меѓувреме одиме и со едукативни центри, тоа се нашите центри на Водно и во Шуто Оризари, каде што имаме едукации. Бевме последнава година во Дебар, во Тетово, не случајно ги потенцираме овие градови, се повеќе се, како што ви кажав, се уклучуваат млади од различни националности. Така што програмата се шири и можам да спомнам дека во 2015 година сме поминале 100 млади, а во последниве 2 години поминавме околу 700. Така што мислам дека тоа е една бројка која укажува на потребата итна од воведување на сеопфатно сексуално образование и огромен, зголемен интерес од страна на младите, па и родителите и наставниците за овие теми. Ако некогаш ни требаше многу мака за да влеземе во училиштата, подпишување меморандуми и слично, со тек на време тоа малце се смени и сега веќе сами набараат и ни звонат на телефон. Дали родителите, дали наставниците, дали децата. И тоа само за тоа што дефинитивно овие теми ги засегаат, имаат многу прашања, збунати се, а за жал во рамките на образовните институции одговорите не може да ги добијат. Инаку самото истражување се базираше на телефонска анкета, каде што се обидовме да направиме што е можно порепрезентативен примерок, во кој што беа вклучени 800 родители и старатели. Истата беше спроведена во јули 2019 година. Значи, целта ни беше да направиме анализа на мислењата на родителите во однос на различните теми за воведување на содржини за сексуално образование во училиштата. Значи, не ни беше идејата да ги прашаме дали сте за или против воведување на сексуално образование, бидејќи сметаме и се уште сметаме дека голем број од родителите не го сваќаат концептот на сексуално образование. Зошто? Ова е едно од прашањата кои што многу често ни се случува во минатото, кога разговаравме со властите, со политичарите во однос на воведување на сексуално образование, вклучително и со Бирото за развој на образование, со Министерството за образование, каде што една од главните пречки беше дека родителите не се подготвени нивните деца
да учат за сексуално образование, односно ќе се јави отпор во самите училишта во однос на сексуалното образование. Особено ни беше потенцирано дека ваквиот отпор би бил присутен во средини кои што се со мултиетнички карактер, особено во средини каде што доминира, да кажеме, муслиманското население, меѓутоа исто така и во руралните средини. Секако не ни беа доволно представени аргументи и факти зошто е тоа така, и ние решивме, ајде да видиме, да направиме една анкета, со цел да видиме дали навистина има толку голем отпор и предрасуди кај родителите во однос на воведување на содржина за сексуално образование, со цел да видиме како понатаму би можеле ние да продолжиме со нашите активности за лобирање и застапување. Веќе Мери ги спомена темите на сексуално образование. Оно што сакаме ние тука да го демистифицираме е дека сексуалното образование не се однесува само на биомедицинските аспекти, не се однесува само на здравието персе во однос на сексуалното образование, туку тоа опфаќа многу други различни компоненти, пред се градење на емоционални, социјални вештини кај децата кои што се поврзани со различни аспекти. Го споменуваме родот, значи зборуваме за борбата против родовите стереотипи, за нееднаквиот третман на жените во општеството, воопшто за родовата еднакост како една од важните компоненти на сексуалното образование. Збориме за врски и односи, збориме колку децата и како децата се чувствуваат најподготвени да влезат не само во сексуална врска, туку и во емоционална врска и какви се односите помеѓу нив. Збориме за телото и за сликите за своето тело во однос на значењето на истото. Зборуваме за здравствените аспекти во сексуалното и репродуктивното здравје, како да користат кондом. Значи, зборуваме и за практични вештини во однос на тоа употреба на контрацепција, каде да најдат, кому да се обрадат во однос на добивање на одредена медицинска грижа и поддршка. Збориме за сексуалноста како еден од главните аспекти на човековото тело. Збориме во однос на насилството, како да го препознаат, како да го идентификуваат, како практично да преземат чекори во однос на себе заштита, меѓутоа заштита и на своите врсници. Збориме за граѓанските аспекти. Многу од аспектите поврзани со сексуалното образование се поврзани со рамката на човекови права, во однос на почит кон различностите, различните целни групи, маргинализирани и вулнерабилни, кои што се особено ранливи кога зборуваме за сексуалноста воопшто. Меѓу 82 до 96% од младите се согласува дека младите треба да од родителите се согласува дека младите треба да учат на теми од сеопфатното сексуално образование во самиот формален образовен систем. Може да видите кои се највисоките оценки, односно најголемата согласност каде постои во однос на заштитата од насилството, услуги при ризик од СП и ХИВ, особено многу им е важно на родителите, каде можат младите да најдат информација, каде да се тестираат, каде да се обратат за одредена помош и поддршка. Исто така заштита од несаканата бременост, односно контрацепцијата е многу важен сегмент. Потоа заштитата на сексуалните и репродуктивните права, како да ги препознаат прекршување на своето сексуално и репродуктивно право, кому да се обратат, како на некој начин да се намали таа стигма и дискриминација. Изборуваме за пубертетот, значи телесните промени кои што се случуваат во пубертетот, самата зрелост и така натаму, тоа се многу битни важни елементи на родителите. Најниските се однесуваат на давање на согласност при влегување во сексуален однос, особено првиот сексуален однос, иако сега можеби најниски од ова истражување, се уште доста високи, 82%.